Дури 50% од децата родени во 2017 година не се вакцинирани со МРП вакцината. Процентот на невакцинирани деца понатаму опаѓа и во 2016 година и изнесува 30%. Но тоа е сериозно висок процент невакцинирани деца. Категорично и енергично ке стоиме на ставот дека децата во градинка и во училиште треба да се примаат само како вакцинирани, бидејќи никој нема право да го загрозува здравието на останатите деца и да влијае на сите фактори кои влијаат на јавното здравје, заради тоа што децата се нашата иднина, а ние сакаме здрави деца. Ова денеска го истакна министерот за здравство Венко Филипче, кој рече дека сериозно висок процент на невакцинирани деца е резултат на силно изразените антивакцинални кампањи. Процентот на невакцинирани деца понатаму опаѓа, од 2016 родените деца 30%, меѓутоа тоа е сериозно висок процент на невакцинирани деца и не постои друго толкување, освен дека е тоа резултат на силно изразените антивакцинални кампањи. Во прво одделение, некаде околу 20% од децата не се вакцинирани, што исто така сериозно не загрижува, заради тоа што прима вакцината, а таа вакцина прва која што се прима во најмалата возраст, е таа вакцина која што го ствара вистинскиот имунитет. И ние веќе преземавме мерки. Во рамките на тоа како е сега структуриран системот, со повици до сите родители чии што деца не се вакцинирани, истовремено веќе вчера заседаваше и ќе продолжи до крајот на неделата мултисекторската група со членови од Министерството за здравство, труд и социјална политика и Министерството за образование, а за усогласување на сите закони и правилници кои што го допираат ова прашање. И во право сте, апсолутно категорично и енергично ќе стоиме на ставот дека децата во градинка и во училиште треба да се примаат само вакцинирани, заради тоа што никој нема право да го загрозува здравјето на останатите деца, никој нема право да влијае на сите тие фактори кои што влијаат на јавното здравје, заради тоа што децата се нашата иднина, а ние сакаме здрави деца. Министерот Филипче додаде дека мултисекторска група со членови од Министерството за здравство, труд и социјална политика и за образование заседаваше вчера и ќе продолжи да заседава до крајот на неделата за усогласување на сите закони и правилници во врска со ова прашање.